Македонија ова година, после 10 и повеќе години, има рекордно производство на тутун. Околу 32.000 тони беа произведени оваа година. Имам исто така рекорден број на договори. Неполни 43.000 договори, насади скоро 20.000 хектари и приближно 32.000 тони на тутун. Меѓутоа, она што беше загрижувачко со завршувањето на овогодишниот откуп и воедно најавата за планираното производство за реколта 2014-15 беше намалувањето на количините од страна на тутунските компании и тоа за приближно 20%. Знаете дека се преговараше 2-3 недели, дури додека траеше откупот оваа година, се преговараше во ресорното министерство заедно со откупните компании и беше договорено следната година минимална количина да се откупи 26.000 тони. Тоа е практично 20% намалување. Не е тоа толку резултат на она што се случува во Светската здравствена организација, за која ние исто така во комората ви информиравме, и активностите таму кои што се насочени против тутунот, ориенталниот тутун пред се. Тука е во исто време и резултат на случувањата во околината. Не сметаме дека тутунопроизводството е загрозено во Македонија, меѓутоа може да има сериозни импликации во наредните години. Минатата година имавме извезено неполни 26.000 тони тутун во вредност од 120 милиони евра. И во исто време имавме извоз на 3.000 тони тутунски производи во вредност од 20 милиони евра. Значи, тутун и тутунски производи некаде заедно имаме околу 150, неполни 150 милиони евра, со што ова култура е на прво место според извозот во делот на земјоделието и прехранбената индустрија. Наши најголеми клиенти, барем кога се работи за тутунот, се Белгија, Бугарија, Грција, Германија, Хрватска и Соединетите Американски држави. Додека кога е во прашање извозот на тутунските производи, тука се пред се Босна и Србија. Сметаме дека преку една ваква манифестација која се повеќе добива карактеристики на интернационална манифестација, подоцна колегата мој ми кажа за што точно се работи, од каде се имаме гости оваа година, сметаме дека ова одлична можност да го потврдиме квалитетот на ориенталниот тутун од Република Македонија, во исто време да се излезе од оквирите на веќе утврдените и купци и земји каде што излезуваме и да се најдат нови пазари, нови компании, затоа што можност за тоа и како постои. На последниот состанок на тутунската индустрија во Република Македонија, како еден од заклучоците беше и тоа. Значи, посета на сајмови во земји кои не се традиционални или не се големи, можеби, производители на тутунски производи, меѓутоа кои како покажуваат интерес за нашиот ориентален тутун, излегување од границите, со што практично би се, не само што би се задржало овогодинешното производство, кое е рекордно после 10 години, туку се отвара и можност за, можеби, и поголемо производство во идните. Во Охрид од 3 до 6 јуни ќе се одржи дегустацијата на тутуни. Тоа е нешто слично како дегустација на вина, само што е со тутуни. Таму учествуваат околу 23 искусни дегустатори, каде што анонимно ги дегустираат дадените тутуни кои што се пријавени на нашата манифестација. Дел од учесниците на оваа манифестација воглавном се компании од регионот. Исто така има и од Македонија, меѓутоа се само 3 компании од вкупно 10, само 3 навија учество. И мислиме дека и другите треба да дојдат, макар и како посетители, бидејќи тоа би било одлична шанса за нив да си ги представат своите производи и да покажат и докажат дека имаме ние и квалитетен тутун и дека има можност за понатамошна соработка.